Земјите од Балканот не се афектирани по санкциите кои Русија ги доби за нафтената индустрија, но се зависни од рускиот газ и треба да работат на ослободување од таа зависност, велат енергетски познавачи за Гласот на Америка на македонски. Поради тоа што земјите имаат една опција која изворно доаѓа од Русија, може да се креираат монополски цени за балканските земји, бидејќи за нив нема ограничени цени за продажба, како што е случајот со европски земји. Маргарита Асенова од фондацијата Джеймстаун во Вашингтон го забележува и фактот што Европа ги намали испораките на рускиот газ за 78%. Russian gas exports have gone down by more than 60% around. Извозот на руски газ е намален за повеќе од 60% ширум светот, што го става Газпром во многу тешка финансиска состојба. Сега почнуваат да ги намалуваат позициите во централата на Газпром. Ќе ги намалат раководните позиции, зашто не можат да ги преживеат испораките на газ намалени за 60 до 61%. Can barely survive. Санкциите создадоа тензија и одредена нервоза во регионот, но засега се чини дека не влијаат на безбедноста на снабдувањето со газ, вели Татјана Митрова, научен соработник во Центарот за глобална енергетска политика при Универзитетот Колумбија во Њујорк, која е стационирана во Кипар. Сепак постои друга димензија која нема врска со санкциите, но која создава голем притисок и стравови во регионот, а тоа е физичката безбедност на турски тек. Всушност неодамна во јануари имаше неколку напади од украински беспилотни летала на почетната точка на турски тек и беше направена одредена штета без да се уништи гасоводот. Но се создаде размислување дека потенцијалниот турски тек може да биде под закана и во случај ако турски тек прекине со работа, макар и привремено, тоа би било многу поголем проблем за балканските земји, особено за Србија и Северна Македонија или земјите кои 100% се потпираат на снабдувањето по овој пат. Балканските земји веќе размислуваат за алтернативи, а како таква е набавката на газ од Азербејџан. Таков чекор, освен Северна Македонија, призеде и Босна и Херцеговина со усвојувањето на законот за гасоводот минатиот месец за изградба на јужна интерконекција, која треба да овозможи поврзување на гасоводните мрежи меѓу Хрватска и Босна. Иако веќе 4 месеци работи гасниот терминал Александрополи, нова енергетска порта за централна и југоисточна Европа, каде свој удел има и Северна Македонија, сепак државата се уште нема пристап до терминалот за газ, бидејќи не е изграден гасниот интерконектор со Грција, преку кој би се добивало природен газ од Азербејџан. Во меѓувреме во продавниците повисоки цени за прехранбените производи. Тоа предизвика бојкот на маркетите. Владата излезе со решение за ограничување на маржата на 10%, нешто за што се побунија представниците на најголемите трговски ланци и дистрибутери, кои сега преговараат со власта. Производителите на производите кои се продаваат на рафтовите во маркетите зависат од рускиот газ, кој се продава во држава каде нема голема пазарна конкуренција и ограничени цени како во европски земји, со што се овозможуваат услови Русија да креира повисока цена. Се очекува дека по изградбата на интерконекторот со Грција дека државата ќе добие конкурентна цена на природен газ, што би можело да ги намали трошоците на производителите во Северна Македонија. И Асенова и Митрова за Гласот на Америка велат дека пикот на зголемените цени за природен газ беше во 2022 година. Сите европски земји доживеаја прилично значителен раст на цените меѓу 2022 и 2024 година. Европска енергетска криза создадена од руско-украинската војска. И тоа е нешто што никој во Европа не можеше да го избегне. Има некои обиди на владите во различни земји да го ублажат ова покачување, всушност да најдат начини како да ги направат последиците помалку болни за нивните граѓани. А овие мерки се сосема различни. Русија манипулираше со цените на газот во Европа. Значи, кога имате еден снабдувач и кога имате еден голем снабдувач што испорачува 40 до 46% од европскиот газ во моментот, можете да очекувате манипулација што може да влијае на цените. You can expect manipulation that can affect prices. Асенова додава дека Северна Македонија треба да го искористи потенцијалот на местоположбата за извори на енергија од сонце и ветар.